Оштетен е дел од водоснабдителниот систем до езерото Младост, иако е нов, делови од него се веќе оштетени, а општината ќе мора истите да ги санира. Целосно е уништена и изгмечена заштитата на цевководот. Апел за неуништување на овој систем до граѓаните упати градоначалникот Шадиев. Јас ја користам оваа прилика да апелирам до сите наши сограѓани да го чуваме она што е наше заедничко, она што е убаво, она што носи просперитет, она што носи нови работни места, едноставно за да нашата општина, нашиот град, нашата туристичка дестинација езерото Младост биде онака како што треба и како што му личи на Велес. Сепак Велес е центар на Македонија. Процесот на поставување на истиот траеше неколку години. Со водоснабдителниот систем, езерото Младост и околината се поврзува со градскиот водовод. Со ова околината ќе добие квалитетна вода за пиење, а се создаваат услови за развој на туризмот. Штетите кои се направени врз водоводот се очекува да бидат санирани по завршувањето на изградбата на канализациониот систем на езерото Младост. Изразувам несогласување и разочарување од негрижата и револти иствовремено зошто такво нешто се работи. Сепак у тој цевковод се вложени околу 700.000 евра пари на граѓаните на општина Велес, еден проект кој што многу значи, еден проект кој што привлече. Самите видовте прв пат после толку време се продадоа 4 плацеви на езерото Младост за мотели. Ние сето ќе го санираме токму како што треба. Планираме сега токму поради ова да по завршувањето на канализациониот систем сето тоа го поплочиме. Меѓутоа мобилни плочи тие мораат да бидат за да можеме кога ќе има потреба, ако има потреба да интервениравме. За среќа тоа оваа несреќа се случи овие денови кога температурите не се така ниски за да направат замрзнување на водата. Меѓутоа ако било само пред 10 на 15 дена ќе сме имале многу големи финансиски оптеретувања, штети предизвикани, значи спаѓање на системот ќе сме имале едноставно. Ем населбата, ем мотелите и целокупниот систем ќе бил во употреба. Штетата е повеќе кратна бидејќи одводот на водата од затворениот систем предизвика оштетување и на самата пумпена станица што се наоѓа на самиот поток према езерото Младост. Водоводот е во должина од 9 километри, обезбедува вода за пиење за индустријската зона Речани, Башино село, сателитската населба покрај езерото Младост, двата модели, Прокредит академијата и селото Новачани.